Дистрикт, цел престудио интервју на Зорен Иванов со Оливера Јовановска. Оливера Јовановска, изворна новинарка, која онака Черчиловски навреме кидна од оваа проклето убава или убаво проклета професија, замена на постдипломски на Апенините и стана италијанка и работно и животно. Толку ли е привлечена тамошното Јадранско крајбрежје, до тамошната култура ли е, до љубовта ли е, ќе ни објасни во овој дистрикт. Ајде поред со неа, со нашата Фиденка од овде, за неа и за незиниот животен пат до таму, каде почна, каде се движи, во која насока ита. Незиното повремени посети во Скопје, еве тука е, денеска, утре, задутре, па пак си заминува, што од овој наш град и незин секако се уште понесува со себе и во себе посебно во таму во својот италијански дом преку Јадранот. Оливера Јовановска, добро дојдовте во дистрикт на Цил Престудио. Добро дојдов, добро најдов и многу ми е драго Зоки што после толку години се сретнуваме. Така, новинарката скопјанка Оливера Јовановска дебармалка, чаирчанка или сега само италијанка? Јас израснав со страста на татко ми како стар чаирчанец, се до, не знам, некаде 25-6 години, кога сватив дека ние живееме во Дебармало и со влегувањето во дневни, кога почнав да третирам локални скопски теми од Дебармало, значи преку градежништвото и така натака, значи тога сватив дека каде живеам и каде припаѓам. Меѓутоа, до ден денеска кажувам дека ние потекнуваме дека сум стара чирчанка, затоа што тоа е тоа што татко ми ни го остави во наследство и што мене секогаш ме правеше горда. Така, деновиве сте со семејството на излет во твоето Скопје, во вашето Скопје. Се пожаливте на Фејсбук и таму дознав, тоа ти е интернетот и социјалните мрежи, дека Јовановска слетала, нели, во својот град, дека сте овде и еве ве покани, благодарам што дојдовте, но што беше тоа толку кукање дека 6 часа сте седеле на аеродром, не знам, па добро, нормално е тоа, Балкан е ова, а и Апенините не се далеко од Балканот. Што се случи, визер ли нешто? Или контролата на летање? Не, секоја чест кон визер, мислам, до сега не е ова критика до никого, не се случило, јас имам пак на 25 години летачка кариера, и ми се случувало и да ми биде откажан и лет, ми се случувало да има доцнење. Ова за мене беше најдолго доцнење. Тоа што најмногу мене лично и останатите патници ги повреди, што немаше никаква информација, имаше само одложување и јас се до 2 до 3 часа, мислам, од откажувањето на летот немав објавено информација. Ке ве потпрашам нешто и за Русија и Украина подолу во емисијата, но моето прашање практично беше, може би имавте некоја информација таму на аеродромот поради некои воени активности, действија, дали имаше пореметување на летовите цивилни? Не, таква информација не имаше, едноставно тоа што, значи, неформално кажувам, меѓу нас патниците дојде како информација, беше дека, бидејќи е лет што доаѓа од Скопје до Тревизо, Венеција, дали во текот на лето, дали од Скопје тргнал со технички проблеми, не сакам да шпекулирам, тоа е таа информација и 6 сати го поправа. Во секој случај непријатно, поготово со деца да се јас еве ќе кажам една смешка, јас се изнасмеав затоа што кажа механичарот од Венеција дојде и за гондола знам дека има добри техничари, ама дека имаме во Венеција и механичари, и тоа е добро да се знае. Веројатно може и вицбило се едно, но италијанскиот го владеете добро, одлично. Јас тргнав од тука, не го знаев италијанскиот, мене жилба секогаш ми беше, значи, на англиски, затоа што англиски студира во Македонија, да продолжам да се доедуцирам надвор од Македонија, да имам такво некое странско искуство, каде што доминира англискиот, тргнав без познавање на италијанскиот, бидејќи постдипломските беа на англиски, односно резултатот беше 70% на италијански, меѓутоа тоа ми беше мотивација во текот на постдипломските да го научам, да го совладам и потоа го студирав на Универзитетот во Венеција на моја Добро, и точно ли е тоа приказните дека италијанскиот бил најубавиот
јазик на светот. Па што дека вели? влегува, сигурно дека е еден од најубавите јазици, дека е музикален и дека влегува одма во уво, да, и дека почнуваш одма да зборуваш. Потоа е тешкотијата. Сега нешто како може Зоки извини, како новинари, значи ние имаме таа перфекција, ние работиме со јазикот. Значи не можам јас да си дозволам јазикот е алатка за женски род да кажам машки род. Значи тука се тие ситници, финеси што се уште до ден денеска од тој аспект значи не го знам добро јазикот. Од други аспекти 99% да. Може нешто лично вака инаку со кои се овдешните, кои се тамошните, кои се македонските, кои се италијанските општи општествени прилики. Што од овде носите натаму, што од таму носите овде, како впечаток повеќе, како навики, можеби, како нерасположение или како расположение? Значи, убавото и неубавото го има секаде. Јас од Македонија, полна со љубов кон татковината, тргнав да го откријам светот. И тоа е најсилното нешто што мене ми помогна да ја засакам Италија и неубавите случувања, како да бидеш странец, например, и да ја осетиш дискриминацијата и неправдата, едноставно, како новинар ги наблюдував. Океј, тие се тука, постојат, меѓутоа сигурно постојат и во Македонија. Со тоа што во Македонија јас бев новинар, бев меѓу водечките позиции, да кажеме, категории општествени, не успевав да ги видам оние групи, најзаразените, да кажам, да се ставам во нивна ситуација, можеби албанците, можеби ромите, значи, оние културни или етнички категории, кои што не се мнозинство. Со самото тоа што не бев мнозинство во Италија, успеав да ги видам. Сега да кажете, затворено е општеството, ксенофобично се уште кон странци, но ајде некоја аналогија. Зарем странците во Македонија кои доаѓаат, живеат некои по разни поводи, можеби, и тие веројатно така се чувствуваат? Странците во Македонија како се чувствуваат, сигурно ако се од тој дипломатски корен ми е многу убаво, затоа што тоа е моето лично искуство со дипломатите со кои што имав прилика да комуницирам и работам до 2006 година. Тоа е посебна привилегирана каста секаде во светот. Да, меѓутоа со странците што доаѓаат за работа или за некоја друга размена или животот ги донел по друг пат, верувам дека животот им е многу потежок. Јас би ја направила споредбата не со главен град, значи Скопје треба да го мериме со Рим. Јас живеам во провинција, значи не живеам во центарот. Венеција е значи главен град на една провинција. Многу убав град, меѓутоа јас живеам, мојот секојдневен живот е во провинцијата. Значи 20 километри надвор од главниот град. Јас значи би требало да се мирам со сите села, затоа што живеам во развиено село, 20 километри надвор од Скопје. Значи како им е на тие луѓе, странци или нашинци или македонци без разлика, значи граѓани на Македонија, каков живот тие живеат? Значи сигурно не им е лесно. Значи Италија мене тоа ми го овозможи да имам таква една визија многу подлабока, поширока. Не очекува ваква доза, малку негативна, малку доза на фрустрација, но сепак љубовта е појака од се. Да, значи тоа сакав, значи мене тоа што ми помага во сите овие 16 години е љубовта. Меѓутоа, љубовта јас не ја најдов во Италија. Јас љубовта ја носев со себе, таа ми беше дадена во Македонија. И тоа е можеби најголемата вредност што треба да се потенцира. И таа љубов во најтешките моменти, значи првите 2 години мене во Италија ми беа многу тешки, затоа што немав никој свој тамо и се прашував од аспект на идентитет, од држава која што со години, со векови си има проблем со идентитетот, се прашував која сум и се сватив која сум, кои ми се корењата. И можеби таа љубов, наместо да ја напуштам Италија во моментот кога бев спремна да се вратам, ме однесе во прегратките на мојот сопруг, односно ми откри една нова љубов, која што до ден денеска живее. Кога не ја има и не е битно каде сме, нели? Горе-доле. Тога сме космополитени. Тога сме тука сите заедно. Да. По време на македонската медиумска јавност бе забележува под некои кризни ситуации кога беше ковидот во Италија, нели најголемите
првиот удар и така натаму, и за тоа ќе ни раскажете некоја своја верзија, впечаток, импресија. Ви недостасува ли изворното новинарство, редакција, сител, дневник? Ми недостасува многу. Каде почнавте, до каде сте? Да, Има ли уште врие ли некоја новинарска страст во Оливера Јовановска? Да. Не е лесно, значи претходно како што кажав, да се работи, јас излегов од телевизија, значи завршив со сител, и се уште ги одржувам тие контакти, кога имам новинарскиот инстинкт, порив, не згаснува, значи моите очи се, гледам работи што другите не ги гледаат, дали мојот сопруг, дали моите пријатели, значи чекор напред сум, и тоа е исто така една силна карактеристика во мене, во моето обстојување во Италија, во општеството како што е, да продолжам и значи да се биде, да се земе микрофон во ред, меѓутоа мене пак ми е како лимит јазикот. Значи еден ден ја ме зафркаваа колегите, дај ќе се вратиш од Италија на сител, на малите екрани. Реков, не, мотивација мене, да, на малите екрани, зашто да не на рај, значи да ме видите и во една друга улога. И колешките и колегите знаат, бевте и млада и перспективна, и посветена новинарка, затоа и го прашав тоа, уште врие ли некоја страст, ви недостасува тоа, но од таму повремено се јавувате. Е ли тоа некоја сатисфакција за сите главно? Тоа е минимална сатисфакција. Значи мене најголемиот тест ми беше пред 2 години, кога јас ја раскажав приказната како коронавирус дојде во местото каде што јас живеев, и со самото доаѓање во Македонија се појавив на сител телевизија во живо после 15 години. Значи голема разлика, и коментарите што ги добив од колегите беа многу различни. Онаа Оливера што пред 15 години ја напушти малку тремаџика, малку исплашена сега, веројатно и од околностите и од... Многу порелаксирана за разлика од претходно, џамба си, сигурно и годините си го прават, животното искуство си го прави своето, и посмирена, посталожена во преносот на информацијата. Италија беше на удар на првиот ковид бран, најнападната, ако можам така да речем, европска држава, или најслабо се снајде на почетокот од кога била европска, мислам на поразвиените европски држави. Што се случуваше, како помина, зошто клапна тој систем? Мислевме дека е поидеален, или ние имаме малку и погрешна представа, или беше толку страшен вирусот, пандемијата, да едноставно луѓето не може да се заштитат? Па сигурно ковидот беше искуство за цел свет, ново, уникатно за сите. Италија со милионски народ, значи 60 милиони луѓе, сакаше и беше посветена да пружи заштита здравствена од институционално, значи од државно ниво до локално на сите. Во таков тесен временски период, каде што знаеме преносноста на вирусот, значи е огромна, беше огромна, и јас верувам дека они максимално направија тоа што може да направат со сите мерки, со сите критикувани мерки, негативни мерки, позитивни, тоа ќе оставиме. Главно на север беа грди сликите по ходници, пациенти и така натаму. Да, со недостаток на персонал. Како беше по на југ таму Венеција, вашиот дел? Се справуваа локалните медицински власти, мислам властите на локално ниво малку повешто? Да, Бергамо и Бреша беше, да кажеме, во тој дел беа градови кои што најлошо, да кажеме, болниците најмногу патеа. Во Венеција, во Венето немаше такви слики, меѓутоа алармно беше затоа што председателот на регионалната влада на Венето беше постојано секој ден на пресконференција, каде што алармираше да се носат маски, да се биде, да останеме дома, да не излегуваме. Бројките, значи, колку беа окей да се објавуваат, толку повеќе не тероризира. Така, во едни такви околности, предпоставам, немаше дојденци, не знам, недојденци, странци, домашни. Не, немаше оделување, значи, солидарност и од страна на институциите и од населението, граѓанството.
Да, апсолутно. Значи Сепак, и од аспект на персонал, дали си ти од... Беа грди видеослики, оставаат и траги и трауми, веројатно, и поуки, и сега доаѓаме до едни други грди слики, ова што се случува во Украина со руската агресија. Како ја доживуваш ти лично, семејството, околината, пријателите таму, соседите? Жално, мене срцето ми крвари. Јас му реков на мажот ми, ајде да посвоиме едно девојче, онака сакавме 3 деца, керка, не дојде, зашто да не. Да, значи, самата помисла на децата што остануваат, значи на народот што бега, јас новинарската кариера ја почнав со косовската криза, со бранот на избеглици што ни доаѓаше на македонска граница и ме потсети на тие времиња. Значи после толку години повторно во 21 век да имаме воен конфликт, што не е воен конфликт, многу повеќе е војна и да имаме народ кој што бега од агресија, до денеска имале топол дом, а од денеска понатака се бездомници, значи внатре во мене морници создава. А што вели новинарското кај Оливера? Ние малку ако правиме аналитика некоја, ни се враќаат мислите веројатно и на други случаи, можеби како велат кај нас она народната подалеку од срцето, од очите подалеку од срцето. Такви настани бегалци имавме Авганистан, имавме Ирак, имавме не знам, Сирија, не знам, Либија и така натаму се случуваат такви работи, но кога ќе кажеме во Европа, ние Европа сме нешто попривилегирани, поцивилизирани треба да бидеме или... Не знам, вие во Македонија како ја доживувате украинската криза. Јас оваа криза ја доживувам на ист начин како што на 16 години ја го доживеав првото пукање, распадот на Југославија, значи конфликтот во Словенија, војната во Босна и Херцеговина и како што претходно кажав, косовската криза. Од Киев или од некој од тие нападнати градови, што би јавиле на вашите телевизиски гледачи или вестници? Јас не знам дали имам храброст да отидам како новинар, затоа што сум мајка. Затоа што сега сум мајка и размислувам на поинаков начин. Значи, јас сигурно најмногу што би дошла на граничната линија помеѓу Полска и Украина, од каде што повторно би известувала за бранот бегалци што доаѓа, би била посветена повеќе на децата, на семејствата, на нивната грижа, што Европа прави за да им... Така, сега ве прашувам повеќе исто како новинар, како аналитичар, како граѓанин со искуство нели на овие теми, кои се причините, што се случи всушност со Русија и Украина? Имаше ли пред тоа сигнали? Имаме информации во Русија што се случи? Не, што се случи со конфликтот, мораше ли да дојде, сигурно дека има и други дипломатски и така натаму методи. Имаше ли други решенија? Значи дека тоа беше жарче што тлееше повеќе од 10 години, 15, мислам дека, не знам, барем во Италија, тоа се кажува и го знаат. Современиот демократски свет, Америка, Европска унија слабо ги изменаџира веројатно до крај работите или не предвиде дека до тој степен може агресија да се случи? Да, не сакам јас никого да критикувам, најдобро е секогаш да се разговара и диалог, нема оправдување никако, нели? Значи да влезат тенкови меѓу згради каде што се раѓаат деца, каде што растат и спијат. Тоа е, нема друг термин. Што е во главата на тој што ја донесе таа одлука? Значи моето прашање беше сепак дали некој претходно и нешто потфрли негде во дипломатија, во превенција, во превентива, во некакви компромиси, во некакви диалози или се оди повторно на заострување на состојбите на блоковска победеност. И зашто тоа сега се случува? Дали тоа беше испланирано и се чекаше тоа жарче да се распламти? Например, во Италија во овој период се донесоа некои закони кои што народот воопшто не е ни свесен. Тоа се некои си например за катастарот, каде што ќе имаме повеќе даноци, ќе плаќаме повеќе така. Колку работите, јас не верувам дека нешто е случајно. Верувам дека работите се поврзани. Има некои планови што не ги знаеме во некои кабинети. Ајде да го оставиме тој терен да дојдеме овде на вашиот и мојот во Скопје, во Македонија. Како е од таму да се слушат вести за нашите политички состојби,
кризни состојби, незадоволства постојани, блокада на парламент, нефункционална ова администрација, атрофија на институции, нехигиена целосна, нефункционирање на јавни предпријатија. Тоа го има секаде, го има и во Италија. Мислам дека разликата е што Италија е само развиена, едно од најразвиените светски сили, а за разлика од Македонија, што е една од послабо развиените или земја во развој, дека нехигиена има и тамо, дека негрижа има и тамо. Тука многу повеќе се гледа од причина што државата е помала и посиромашна. Како е со шалтерите таму, со граѓанинот и институциите? Значи, италијанскиот и македонскиот народ многу си... Медитеранци. Многу сме слични. Има поголем ред, ете, тоа можам јас да го кажам. Има поголем ред, има кога ќе се јавиш дека ќе ти дојде твојот ред, дека ќе ги завршиш работите. Например, мене, тоа што не ми се допаѓа во Македонија е не грижата. Не е битно дали го направила оваа влада, владата пред 10 години, владата на Црвенковски, не е битно кој изградил. Веројатно и нашата граѓанска негрижа за кога зборуваме на темата екологија, хигиена и така натаму. Не е битно дали имам јас основно образование, дали сум со високо или со средно образование, важно е колку јас како граѓанин се грижам, значи јас сум истата, мене Италија не ме направи погрижлива кон отпадот, значи во Италија отпадот се дели. Јас кога доаѓам тука, барам каде да фрлам хартијата, значи 16 години да нема, не е до Оливера. Ако Оливера претходно не го делела отпадот, ете нешто сум ново од Италија сум земала. Меѓутоа, тоа зависи од сервисот локален на самата држава. И не грижата, еве, например, катните гаражи ги прошетавме неколку во овој период, додека сме тука, нови се. Значи, релативно се нови. Влезете внатре, погледнете какви се. Лифтот не работи, ѓубре на отпад на секаде, прашина на секаде. Значи... Тоа го нема во Италија? Го нема. Па јас тоа прашувам. Да. Значи, тоа го нема. Кога Оливера ќе дојде од таму овде, што понесува како чувство, а што од тука кога одите назад? Кога носите топлина, кога повеќе горчина? Од каде купувате повеќе позитива, а каде пласирате повеќе она што е малку без во себе? Значи, Македонија има своји вредности, имаме многу квалитети, тие квалитети требаше да се оделам јас од Македонија за да ги гледам, за да ги видам, значи како еден вид огледало. Како пример ќе го кажам на козметичар. Во Македонија не ме остава и не ме остава ден денеска, се додека лицето не ми е исчистено 100%. Во Италија и ќе ми наплата, значи цена која што е, не знам, 1000-1200 динари са. Во Италија за 60 евра саат време толку. Значи јас излегував со пола лице исчистено, со пола лице прљаво. Разликата е голема. Значи имаме персонал, имаме луѓе што си ја знаат работата, што се ценети, што ја ценат собствената работа, што имаат квалитети, платени се онолку колку што се платени, можеби треба да се платат повеќе, во однос на една Италија која што рамките се тие, јас на саат работам, а квалитетот на клиентот колку е добар, колку ми е важен, толку не ми е важен. Ако добро ве разбирам, коригирајте ме ако грешам, сепак е до институционалната поставеност, како таа функционира. Тука се разликите меѓу Македонија и западниот посовремен подемократски свет, веројатно, а луѓето околу нивниот однос кон другите луѓе, сака да кажа дека сме ние похумани, понапредни, попосветени. Што ни недостасува? Сигурно не ни функционира општината, државата, администрација. Кои се во институциите се луѓето. Значи, кај нас е битно да сме образовани, односно да имаме високо образование. Во Италија го немате тоа сите да имаат петки. Значи, сите деца да имаат петки и сите да одиме на факултет. Во Италија го имате тоа да сите бидеме среќни, да бидеме задоволни на нивото на кое што сме и да имаме работа. Сега, значи, понатака,
квалитетот на работата, резултатите, тоа е нешто друго. И тоа е веќе индивидуално, секој со своји способности. Ние во тој аспект имаме многу подобар квалификуван народ. Некој може ќе се изнасме, меѓутоа и самиот резултат во проценти колку македонци напуштија Македонија, колку македонци напуштија Македонија во последниве 20 години и зошто ја напуштаа, значи од една страна економскиот аспект, институциите, ма од друга страна, значи да бидат они целиот тој вкупен амбиент, нели, условите и така. Значи нивното знаење да биде ценето. Значи ние не знаеме тука добар механичар да го задржиме. Ве враќам на почетокот. Отидовте во Италија на студии на магистратура, станавте пак ќе речем италијанка. Што ве врза, освен семејството покасно? Што ве беше екзистенцијалниот ангажман кога завршивте школувањето? Почнавте бизнис? Значи, јас во периодот на постдипломските имав прилика да влезам во УНЕСКО, во канцеларијата на УНЕСКО во Венеција, каде што останав 7 години. И ете, таа некоја меѓународна кариера што секогаш ја посакував да ја изградам во секторот на комуникација, бидејќи таа канцеларија ги покрива земјите од Југоисточна Европа, вклучувајќи Македонија, вклучувајќи го Балканот, значи тоа ми беше предноста на мене. И успеав, значи колку можев преку мојата работа да ја внесам Македонија, значи Македонија е дел од мене, јас каде и да одам не се срамам од Македонија, напротив, ја промовирам, ја кажувам и успеавме, значи, да организираме и концерт за мир во УНЕСКО, каде што македонски уметници настапува, меѓу кои Благој Нацовски и Злата Мегленска хорот во 2009 година заедно со Министерството култура. И мислам дека јас и претходно во Македонија имав променето, значи дали е редакција, како работа, едноставно јас како човек сум што сакам да променам, сакам да откриам нешто ново. И таа љубов со УНЕСКО траеше 7 години, потоа некако и бидејќи станав мајка на 2 деца. Тоа е непоценливо искуство УНЕСКО сигурно, и како организација, и како посветеност, и како се посветив на мајчинството и дојдовте до личен бизнис. И не знаев, значи си дадов време, не знаев што сакав да бидам кога ќе порастам. Се прашував, значи после 4-5 години, после 7 години во УНЕСКО и плюс 2, значи 9 години, што јас сакам сега, каде сум во провинција, живеам во село, новинарка сум, ама не сум новинарка, значи сите мои искуства, квалитети да ги ставам некаде. Животна крстосница, нели, на маса? Да. И кој правец го фативте? И преку така, значи, зборувајќи, размислувајќи длабоко самата со себе си, со сопругот, реков, па почнав да ги продавам во Италија, има, значи, продажба на користени производи, развиен пазар, и децава ми порасна, почнав да ги продавам тие бебешки работи, што им беа кревечења и така. И откако го продадов едниот артикал, реков, зошто да јас да не пробам да ги издавам на туристите што доаѓаат во Венеција, посебно родителите, бидејќи работејќи во Венеција бев сведок 7 години на многу жалби. Значи, како Венеција е прљава, сега ќе се изнасмееш доки како не функционираат истите работи. Туристите од Балканот се виновни за тоа, не италијаните. Што во Скопје сум ги слушала. И како нема услуги доволно, како треба да се подобрат работите, и си се поставив, јас самата на себе си поставив прашања што има за родителите што доаѓаат тука со деца, затоа што Венеција е романтичен град, доаѓаат млади, доаѓаат сите категории на луѓе заљубени и така, да се возат на гондола, меѓутоа родител со дете кога ќе дојде кај ќе го, значи, кои се и настаните активностите и кои се услугите. Тоа е ваша лична автономна идеја? Тоа е моја автономна идеја. И значи идејата е таа, значи седнав на интернет,
истражување, значи новинарскиот дух не ме остави никогаш. Побарав и видов дека во Америка има, во Њу Йорк, дека во Париз има, дека има во Амстердам. Некој вид прифатилиште за деца. И тоа е издавање, значи јас ја ставив на диспозиција сите артикли, значи колички, столчиња за деца за во кола, столчиња за хранење, кревечиња, се што имав од моите деца, со помош на сопругот направивме вебсайт на англиски. Активноста, јас велам активноста, се вика Мама Рент. Направивме вебсайт и почнав промоција преку Facebook, еден вид на онлайн бизнис тоа денеска. Физички како ги дававте тие и како ви ги враќаја? Значи физички до ден денеска јас ги носам, затоа што покрај тоа што дигиталниот бизнис многу просперираше, ние сме човечки луѓе и јас го промовирав тој личен контакт и гаранција на сите луѓе што доаѓаат од цел свет, дека артиклите ги носите и ги земате после назад. И ги носам, јас и со сопругот и сега и децата ми помага. Функционира тоа. Исплатив ли е тој бизнес, се живее ли од тоа? Дали се живее? Да. Се живее, Има ли конкуренција? Потребни се туристи, потребно е флуидност. Имате ли конкуренција на ова ваша идеја од после? Имам. Значи не добивте гаранција за брендот, нели, да биде заштитен? Не, јас си го заштитив, брендот е мој. Си направив дополнителен тренинг од аспект на образование, затоа што ништо не знаев од сектор туризам, освен да бидам туриста. Преку Универзитетот Ка Фоскари и тамо, значи, добив знаење, значи од теоретски аспект и свест, они ми ги отворија очите, па дали си ти свесна што правиш, ти создаваш бренд. Во ред, нема проблем, значи мене ми е битно, значи мојата насока и мојата визија е сосема различно од мозокот на некој што е занесен во создавање бренд и така натака. Има континуиран интензитет на работа? Има, значи битно е да си постојан, битно е да си детерминиран и да си посветен веројатно. Да си посветен, затоа што не е тоа измислено од Оливера, тоа го има во цел свет. Вие ако одите во поголемите светски градови, значи така функционираат. Јас тоа не го знаев, се додека нешто во мене... А и родителите со мали деца, предпоставам, кога патуваат, се релаксирани затоа што знаат не треба да мкнат, што ние велиме по скопски, разни алатки помошни за децата. И затоа што Оливера им дава многу повеќе, значи тука го внесувам тој новинарски адреналин што и предходно ме праша, значи јас им давам информации, а тие информации не им ги наплаќам, значи дали каде да се купи соодветно млеко за бебето, односно храна, односно пелени, односно затоа што Венеција нема продавница каде што се продаваат. Практично водич за помош на родителите. Тој збор е многу опасен, затоа што водич го... Не ми се водиш да водите по туристички објекти, туку водиш за патокас, како може да се снајде. Им давам информации, им давам такви новинарски информации за кои што, значи, во иднина би сакали да се посветам, значи, да го... Се шири ли тоа? Сте чули некој фидбек, некоја препорака дека некој ве препорачал за... Како не, јас со тоа живеам. Значи, така мене ми доаѓаат резервации од цел свет и, например, знам во Катања, знам дека има, кој ќе ми стигнат од Катања на сопругот ми викам, не, морам, тие ми се посебни, значи си имам јас. Постојани клиенти, што се вели. Постојани клиенти, кругчиња, да, од Велика Британија, значи, сега и од Америка, со тоа што овој Оливера Јовановска, на Скопје му фалите, на новинарството македонско, сигурно, уште ми фалиш. Како влетавте во тој хит? Значи, со затварањето на Италија, локдаун 2020 значи, за да разберат гледачите на Дистрикт, тоа е, уште ми фали што е оној хит песна на Александар и Надац и италијанската верзија потоа и... Да се биде македонка во Италија, каде што сите се италијанци и да се негува македонската култура од еден човек не е лесно. Поголемиот син додека го раснев 2 години, дека ми се разлика 2 години. Цело време на македонски му зборував и
он почна да зборува на македонски, се додека на 3 години не почна да оди во градинка, каде што мораше да научи италијански. Помалиот исто така зборува. Значи, единствено сум таа што можам да им ја пренесам македонската култура, јазикот, духот и во периодот на 2020 март со локдаунот, за да не ни биде досадно, тогаш им читав најмногу сите песни што ми лежеа во срце и меѓу од најновите беше Александар и Дац ги слушав, меѓутоа знаеш кога не си Венеција Скопје колку километри е воздушна линија? Значи 1300 километри се. Да, може да кажеме дека вие сте сепак среќни што тука сте нели на Медитеранот, за разлика од нашите кои работат и живеат во прекоокеански земји. Тука сте почесто доаѓате, таа врска не тоа сигурно со самото тоа што не сум во Австралија или во Канада, тоа ни е огромен предизвик. Има доста нашинци што се вели во Италија, од овде од Македонија, работат разни работи, цели села се сели отидоа таму, градежништво, не знам, реставрација и така натаму. Постојат ли клубови на граѓаните од Македонија, на македонците, културни клубови, друштва, организирано нешто? Живее ли македонското ткиво таму? Имате ли некои контакти, некоја мрежа, некакви информации? Или? Имам, да. Значи, има граѓанско друштво на македонците од баш од Венето. Со тоа што јас, поради тоа што ми беа мали децата, имаше иницијатива и за отварање на училиште на македонски јазик. Меѓутоа, искрено не знам докаде е таа, затоа што 2020, значи коронавирусот ги смени многу работите. Да, и мене ми беа помали децата, така што во тој период кога се роди идејата, јас само се запознав со организаторите на таа асоциација, да им ја дадам мојата поддршка, дека сум тука, дека можам да помогнам од аспект на промоција на идејата како новинар. Всушност, прашањето ми е како нашите реагираат на овдешните состојби? Има ли меѓупартиски кавги, како овде, навијачки групи, што велиме ние, ама не за фудбал, не за спортот, тука за политиката? Менталитетот се остане исто. Има. Тие што ги запознав, да кажеме, да се главно се партиски, десно ориентирани. Тоа е мода. Па добро. Да, значи таа асоциација што ја запознав јас од Венето, они се повеќе десно ориентирани, значи го промовираат тој национализам македонски. Значи јас поминувам над сето тоа затоа што мене тоа не ми е битно, мене ми е битно моите деца да имаат контакт со десно лево овде се изгуби, па камо ли таму по клубовите, но тоа повеќе за викенди веројатно, како некој вид спортска активност, место спортска, ние од Македонија повеќе со политика се занимаваме. Над преварот Италија, Македонија, за кого навивате? За двете. Не може. Значи нерешено 0-0, 2-2, 4-4. Не мора да одговорите, се разбира. Подеднакво сме. Ке плачете на еден резултат и ке се радувате на друг. Тоа е како да ги прашаш зуки децата кога сакаш повеќе, мајката или таткото, значи без разлика што таткото италијанец, зависи од моментот мајката. каков интерес. Ние сепак имаме интерес да одиме на светско првенство. Италија дури била еднаш, два пати, три пати колку светски првак. Ние ни еднаш, мислам, ред е ние да отидеме и ред е вие италијаните да плачете, а вие па да се радувате за македонската репрезентација, ако ми дозволите да го кажам. Што прогнозирате? Нека биде така редот, ние ќе се радуваме, значи нас сите четворица. Кои би се приоритетите, Оливера Јовановска? Завршуваме со емисијата, имавме убав муабет, мене бе така ми легна некако на моје новинарски уши, се надевам и на гледачите на Дистрик. Кои ви се плановите? Ке се заминете назад, се разбира, во Италија. Убаво овде да се дојде како турист недела 2-3, да се видите со своите и да не оставите ние овие наши политички баруштини. Има ли шанси Македонија, нешто ова со Бугарија, да се приклучи на тој европски воз, малку да се уште повеќе култивизира, демократизира, ако сакате? Како гледате од таму на овие состојби? Што муабети овде, предпоставам и на овие политички теми ги терат? На англиски велиме mental shift. Значи, кога секој од нас, македонците, ке ментално ке ги промени мислите на гледање, односно ке се отвориме
кон, можам да кажам, тие европски вредности, не дека не сме отворени, едноставно ќе ставиме моста на национализмот, на недоразбирањата и ќе гледаме, значи тоа ќе го земеме како едно наше богатство, затоа што тоа да сме го немале, денеска нас ќе не немаше, и да се проектираме, да живееме од денеска во сегашноста, да ја живееме и днината, значи ќе ни биде како што јас го правам. Јас на 20 години имав визија дека во периодот од 30-40 години ќе зборувам 3 странски јазици и дека ќе имам меѓународна кариера, и јас тој пат го одам. Значи, вие визијата сте остварили, се гледав надвор од Македонија. Ако добро разбирам, сега ја живеете визијата, се враќате деновите назад во Италија, продолжувате со бизнисот. Мама Рент ме чека, значи не ја напуштам. Јас значи не е само Мама Рент, не е само туризмот што го имаме како фамилија. Јас продолжувам да бидам и комуникацијски советник. Од август минатата година почнав со работка со Светската здравствена Светската здравствена организација, што во Венеција има канцеларија. Работам на многу убава тема, а тоа е здравствена еднакво за сите граѓани. Значи не само за граѓаните на Италија, ма и за граѓаните на Македонија. Македонија прифати и имплементира, значи во политиката, во развојната политика, таква стратегија, и тоа е нешто, ако ние ја гледаме на долг рок, Македонија, значи од здравствен аспект, јас можам само да кажам убави зборови, без разлика што можеби ќе се промени владата, значи тие ориентации, политички стратегии остануваат од стратешки аспект, и треба да видиме, да имаме надеж во самите себе си, да имаме светлина и сонце, дека некој подобро утро на вистина ќе дојде. Додека вие почнувате активности за, како рековте, здравство еднакво за сите, ние овде уште се мачиме на ниво на дефиниција општество еднакво за сите. Оливера Јовановска, Дистрикт Цивил пред студио, ви благодарам. Благодарам, Зоки, и секој добро.